Мицковски го иницира хрватскиот модел како држава на еден народ и сите етнички групи. Ковачевски пак се брани со така наречен македонски модел за нови амандмани во уставот. Тоа е едно од актуелните жешки коти во политичките тензии меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Подпредседателите на двете најголеми македонски партии, Александар Николовски и Перо Костадинов во Трилинг. Господин Николовски, дали хрватскиот модел што го иницииравте како опција за доаѓање до решение за промена на уставот, значи дека сте согласни за влез на бугарите во преамбулата? Тоа се две различни прашања. Долго време во јавноста се зборува дека е потребно европско решение на проблемот кој што Македонија го има во однос на европските интеграции. Долго време двете владеачки партии, СДСМ и ДУИ, зборуваат дека Хрватска може да е пример кој што може да се следи. Ние затоа велиме, доколку Хрватска е модел кој што може да се следи, дајте да ја прекопираме преамбулата од хрватскиот устав и јасно да напишеме дека Македонија е национална држава на македонскиот народ, во која што исто така живеат и националните малцинства и да се наредат сите национални малцинства кои што се појавуваат во пописот на секој попис кој што го има Македонија. Например, во Хрватска такви се 22 национални малцинства. Значи, точно да дефинирање би било Македонија е национална држава на македонскиот народ и националните малцинства кои што живеат во неа. Мислам дека после 30 години порази на македонскиот народ, од промена на знаме, преку 2 пати промена на име, неколку пати промена на устав, до финалната промена на името, време е и другите политички субјекти во Македонија да покажат зрелост. Пред се мислам тука на политичката партија ДУИ, која што 20 години ги ужива плодовите на власта и нешто конечно да добијат и македонците, а тоа е дека ова е национална држава на македонскиот народ. Тоа е нашиот предлог, тие претходно го зборуваја, така што не гледам пречка зошто не би се прифатил и мислам дека конечно ДУИ нема да е кочничар на евроинтеграциите на Македонија и на почеток на преговори на Македонија со Европската Унија. Уште помалце мислам дека ДУИ би биле за тоа Македонија и Албанија да се одвојат, затоа што нели ако Македонија не почне преговори, тоа ќе се раздвои од Албанија, така што еве фрлена ракавица за ДУИ, конечно нешто да добија македонскиот народ, да престанат со злоупотребите кои што ги прават и да нема одвојување од Албанија. Мислам дека отварањето на уставот и уставните измени кои што треба да следат поради една од најзначајните стратешки државни цели, тоа е нашето интегрирање во Европската Унија, мора да има пред се сериозен пристап од сите политички чинители на ова општество, најмногу од најсериозните политички партии, нивните отворени и луѓе кои што ги водат партиите во моментот. Затоа сметам дека на тоа прашање мораме сите да му пристапиме со висока општествена и колективна одговорност, бидејќи се работи и за иднината на државата. Голем дел од тие изјави беа исподелени и кажани според мене на несоодветни места и искористени во дневно-политичките реторики. Македонскиот модел значи да ја следиме констелацијата во која што ние се наоѓаме и каде треба да се движиме понатаму. И навистина, ќе повторам уште еднаш, сум оптимист дека сепак без разлика на тоа што прашањето е многу често злоупотребено, а не сваќаме колку може да биде значајно и да има далеку сежни последици за еднината на оваа држава, дека ќе го решаваме навистина на начин на кој што тоа ние го заслужуваме како граѓани на една модерна европска земја. Ако уставните промената на уставот е од суштинско значење за државата, како ќе ги спроведете промените без опозиција, без поддршка од опозицијата? Јас се надевам дека сите ќе бидат вклучени и верувам дека и ВМРО-ДПМН ќе се вклучи во процесот, бидејќи се работи за многу значајно прашање, за прашање за кое што голем дел и од македонскиот народ нема дилеми дека треба да се интегрираме. Ние сме за преамбула во која што
Македонија ќе биде дефинирана како држава на национална држава на македонскиот народ и националните малцинства кои што живеат во неа. А за овој предлог, кој што во моментов го туркаат СДСМ и ДУИ, ние не сме и сме го кажале тоа и нема да поддржиме промена на Уставот со цел влез на бугарите во Уставот. Во овој дел уште едно кратко прашање. Со вашиот став и предлогот за употреба на хрватскиот модел провејува становиштето дека имате некакви предрасуди или дека стравувате од можна федерализација на државата? Па таа не е можна, таа се случува. Македонија во моментов има функционална и јазична федерализација. Функционална затоа што со израмнувањето на македонскиот народ со останатите така наречени делови од народи, тоа се направи многу тивко со Преспанскиот договор, кога се избрише еден клучен дел во преамбулата, каде што пишуваше дека граѓаните на Република Македонија, запирка, македонскиот народ, запирка, како и граѓаните кои што живеат во Република Македонија, а се дел од, и беа наброени, албанскиот народ, турскиот народ, српскиот, влашкиот и ромскиот, тој дел се избриша, кој што вели и граѓаните на Република Македонија кои што се дел од, и македонскиот народ целосно се израмни со албанскиот народ, турскиот народ, српскиот, ромскиот и влашкиот народ, и на тој начин Македонија е веќе функционална федерализација. Во однос на јазична федерализација, на сите ни јасно дека Македонија има двојазичност, така што Македонија веќе на хартија не е федерална држава, но во пракса е федерална држава. Тоа е првата поента. Втората поента, зошто ние го предлагаме хрватскиот модел? Покрај тоа што мислиме дека конечно македонскиот народ треба нешто да добие во овие 30 години македонска држава, затоа што тоа беше предлог на власта. Има неколку пресконференции на Димитар Ковачевски во изминативе скоро година дена, можат сите да ги видат и да ги најдат, каде што тој предлага хрватски модел, како и на Бујар Османи, кој што е представник на ДУИ, кој што исто така предлага хрватски модел. Голем дел од тезите кои што се изнесуваат во јавноста, според мене и во несоодветно време и на несоодветни места треба да бидат разговарани од страна на експертски групи каде што сите чинители имаат покана да се вклучат. Навистина, јас сум оптимист и верувам дека секој еден македонски пратеник, застапник на граѓаните во Македонското собрание ќе знае правилно и искрено да донесе одлука. Сите тие модели за кои што се разговара во моментот, сум убеден дека имаат само за цел да кренат партиски рейтинг, кој што во иднина може да биде само на штета на државата. Господин Константинов, застаруваа дел од судските предмети, долги се постапките околу расветлување дел од судските случаи. Граѓаните изгубија доверба во обвинителството, во судството. Дали не ви се чини дека денес сме сведоци на надградено и проширено Сваровски судство? Изгубената доверба веќе во повеќе извештаи на повеќе истражување на јавното мислење станува факт со кој проблем со кој што навистина мораме системски да се зафатиме. Навистина сум убеден пред се лично дека не можеме да напредуваме во ниту една друга сфера доколку немаме правичност, праведност, правда, доколку институциите на системот не функционираат, доколку оние кои што нанеле штета и злоупотребиле посебно јавна функција, јавни ресурси не одговараат соодветно. Тоа во голема мера изминатиот период го задушуваше македонецот, бидејќи не беа во прашање само материјалните причини, туку и нематеријалните причини кои што на некој начин рефлектираат неправда и нефункционалност, одовлекување на одредени состојби кои што треба да бидат брзо завршени. Ниту еден, секој еден од нас треба да биде свесен дека ние во одредени сфери покажуваме напредок. Не е многу одамна Македонија беше третирана како заробена држава, денеска е демократија со одредени недостатоци, но на
полето на правосудството, на ова за кое што ме прашавте, на вистина мислам дека наредниот период мораме да работиме многу и мораме да работиме системски. Голем дел од амбиентот во кој што живееме и ќе се развиваме, ќе зависи од тоа. Застаруваат судските предмети, долги се постапките за правда, луѓето изгубија, речиси, доверба во делителите на правдата. Дали времето на тефтерчињата и Сваровски судството сега се заменува со инсталации на ИДУ и СДСМ? И постои ли притаен дил меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ за меѓусебно заштитништво? Кога вие ќе дојдете на власт, да не ги гоните претходниците? Па како беше надградено и проширено, мислам дека негативното влијание во судството и обвинителството е далеку понадградено и попроширено. Во однос на дил таков дил нема, затоа што 3000 членови на ВМРО-ДПМН по разни основи во моментов се под некаков прогон, дали се во предистрага, дали се во истрага или се во судски процес, така што тоа е далеку од било каков дил, како и тоа да ја потсетам јавноста дека ВМРО-ДПМН е се уште единствена политичка партија во Македонија на која што целокупниот имот е блокиран и банкарската сметка од 12 месеци, 9 месеци е блокирана. Ние знаеме како функционираме, но тоа е далеку од било каков дил. Тоа е прво, а второ, можам јавно да кажам дека првата работа што ќе ја правиме после промената на власта е да ги ослободиме судството и обвинителството со цел да можат да се позанимаваат со криминалот и корупцијата на сите претходни власти, но и на оваа власт, затоа што мислам дека е смешно, влегува оваа влада на СДСМ и на ДУИ во 7 година владење, да нема скоро против никој од актуелната власт прогон за ништо при толку бројни афери кои што одат во јавноста. И има уште еден дел кој што ме загрижува, тоа е дека во минатото многу зборувавме за високо профилирана корупција, која што постои и сега, но сега од тоа што го слушам од сите граѓани со кои што имам средби, корупцијата е спуштена од највисоко до најниско ниво. Евидентна е агресивноста без одговорноста, па дури и суди на апелација свесно, веројатно, држат предмети во фиока со цел тие да застарат. Председателот на кривичен им дели лекции на останатите колеги кои се и над него. Можна ли е правда со вакво селективно судство? Судството е апсолутно селективно и јас нема ова да го кажам прв пат. Мислам дека бев и прв што го кажа во јавност дека постои коалиција во која што поранешниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање треба да биде амнестиран и еве години ве покажаа дека е амнестиран преку вакви судски превиди кои што ги споменавте. Така што јасно е дека таа коалиција функционира во праксата. Конкретни случаи и изјави на вистина не би навлегувал да ги коментирам, но пред се, како што ви реков и претходно, како млад човек, сум сигурен дека нематеријалните услови и фактори во државата се во моментот многу позначајни од самите екзистенцијални фактори. И затоа од нас, од сите чинители на општествениот живот, зависи какво општество ќе развиваме. Многу често и во многу наврати сме биле сведоци како едноставно условите овде во кои што се живее, се задушени баш од политиката. Било тоа да е спортот, било тоа да е културата, во најразлични сфери. Затоа верувам дека малку треба и да го изрелаксираме граѓанството пред се од дневнополитичките теми, бидејќи ако ги разгледаме детално, ќе сватиме дека македонската политика секој ден прави фатална тема, како се да е прашање на живот или на смрт. И го толку тероризира македонскиот граѓанин да не може да ужива во основните работи кои што за мене се многу побитни, кои што представуваат вистинска вредност. Затоа сметам дека не само од правосудниот систем, туку политиката треба да биде надвор од многу други сфери. Значи, треба да оставиме граѓанството да се развива на начин во кој што главен
главна цел ќе ни биде да развиваме граѓанска држава во кој што вистинските професионалци во својата област ќе развиваат својата област. Ние на дневна основа имаме полно експерти кои што се компетентни да дискутираат на сите теми. Не можам јас во моментот да бидам компетентен да дискутирам одредена тема или, например, правосудство. Тоа треба да го направат експертите од таа област. Јас можам како коментатор да кажам што мислам дали функционира или не функционира. Неизбежен коментар би сакал од вас да слушнам околу зголемувањето на платите на функционерите. Што вие мислите? Треба ли да се намали коефициентот на примањата кај функционерите во време на криза? Во моментот мислам дека треба. Тоа е одлука на Уставниот суд, која што е конечна, но постојат многу механизми за да се прават промени наредниот период. Основицата беше замрзната од страна на владата, практично тоа беше и главниот аргумент пред Уставниот суд, на ете беше укината, владата излезе со свое соопштение, па и СДСМ дека се разгледуваат најразлични можности, вклучувајќи го и намалувањето на коефициентот за тоа да биде сразмерно и да одговори на состојбите и констелациите во кои што реално во моментот битисуваме. Навистина сметам дека секој еден од кој што користи јавни ресурси и финанси треба да биде слуга на граѓанинот. Ако тоа е одлуката на Уставниот суд, прашање како е донделено, тоа е друга работа. Во тој случај треба да се намали така наречениот коефициент за сложеност на трудот и на тој начин да се прилагодат платите на она што се плати сега. Тоа е едниот начин и затоа се уште има време, затоа што плати по нов систем се уште не се исплатени. Вториот дел, за кој што мислам дека отворено да зборуваме во јавноста, е немањето основен диалог во јавност, на кој што ќе зборуваме отворено за работите. А тоа е, кои се мотивите на луѓето кои што влегуваат во политика? Затоа што е невозможно средно позиционирана, да не зборувам за високо позиционирана компанија во Македонија, да има за 7 до 10 пати повисока плата за врвниот менаџер од платата на претседателот и премиерот на државата. И тоа се прашања кои што сите одбегнуваат да ги отворат, затоа што се оди на еден гол популизам. Така што мислам дека решението е во две насоки. Прво, сега апсолутно не е време за зголемување на плати заради општата криза која што постои, но во иднина, во едни порелаксирани односи, се надевам дека оваа криза ќе заврши, не дај Боже да трае долго и да трае вечно, и мора да отвориме дебата кој е мотивот на луѓето кои што влегуваат во политика, која е наградата која што ја добиваат и која е казната. Платите кои што можеби голем дел од функционерите кои што имаат огромни обврски и кои што навистина можеби во состојбите во кои што сега функционираме на кризи, на зголемени инфлации или слично, а и претходно по многу истражувања покажале дека истите тие плати во голема мера го зголемуваат и степенот на корупција кај просечниот македонски функционер. Но платите мора да растат сразмерно. Тоа значи дека сите други вработени во јавниот сектор, па и во приватниот сектор, мора да бидат во корелација. Не можеме да имаме такви проценти, барем тоа е мој став. Но на истото прашање мора да се работи системски. И не сме да се користи оваа тема во дневно политиканство. Значи, мора да се разгледува во поширокиот контекст во кој што функционираме. Така да јас сум тука прилично јасен и немам двоеби околу тоа.